Прашање за $1.000.000, кое е помало зло, новинарството кога влегува во политиката или пак кога политиката влегува во новинарството, врши атак врз професијата, уредништвото, медиумите, информацијата. Со жалост и по подолго време дилема констатирав едно: и двете се лоши. За жал, 2 децении, многу медиуми, многу политика, многу претумбации. За ваквата слика никој не размислува, ниту газдите, уредниците, новинарите. Малтене уво не ги боли дека седмата сила е критичар на владата, антивирус за лошите појави во општеството, професија која е уво носи грло на граѓаните. На прсти се бројат колеги кои се уште информираат непристрасно, разликуваат вест од коментар. Можеби не сум со големо искуство и немам за право да зборам на оваа тема, но не можам а да не го споделам моето искуство досега. Четири години маки, испити и обуки, со еден сон пред мене. Ќе бидам новинар, ќе бидам критичар на лошото, а ќе имам шанса да го покажам и доброто. И дојде денот. 4 години новинар, една па друга телевизија. И по 4 години. За жал, мојот сон се уште да бидам новинар, вистински новинар, да ми се даде шанса да известам. Немало телевизија или радио да нема нарачени прилози и прашања. Не познавам еден медиум кој целосно бил независен. Приказните од типот за објективност, непристрасност, двете страни во името на објективноста. Има само едно големо ништо. Од муабе до реализација, магара и музика, велат старите, штом влезеш, неизбежно ќе бидеш нечија штампачка машинерија. Да не звучам премногу, во сите овие медиуми, политиката била речиси длабоко вкорената во оваа професија. Новинарството во земјава е обвиено во медиумски мрак, нема демократија, нема професионализам. Тонеме ли тонеме? Колегите вистински новинари веќе не размислуваат за трансфери за пари, се бара место, медиум каде ќе можеш слободно да си ја работиш својата работа. Не е битна платата, битно е кој ти стои над глава и дали некој, да речам, доброволно ти вели како да го напишеш текстот. Зашто нему, пак некој му друг му стои над глава. Еден поискусен и почитуван колега во еден момент ќе рече: нема независно, туку објективно или необјективно новинарство. Ако е така, јас јавно прашувам, кој е крив во земјава што секоја владеачка гарнитура, опозиција има по некој медиум, кој е крив што новинарството се сведе на меѓусебни препукувања, ниски удари, наместо детектирање проблеми, дел од колегите на големо истражуваат чии газда со што повеќе ги плаќал новинарите, дали со смоки или пак со картички за во месарница, или скандалозно преку ноќ смена на уредништво. За жал, овој пат, за овој невиден, во светот труден парадокс, грешката не е во партиите, а уште помалку во лидерите нивни, туку кај нас. Самите ние сме си гробари на својата професија. По се изгледа, единствено Чак Норис и Пола Талендар може да ги разјаснат по имите газда, уредник, политика, новинар. Во страв на загуба на работното место, дозволуваме некој со нашата професија да се пазари и по неколку генерации новинарски колена балонот и официјално пукна. Се раскаравме меѓу себе, модруваме ли модруваме, и сето тоа на сметка ни помалку ни повеќе на информираноста на граѓаните и нашата професија. Позитивно е тоа што веќе се будиме од ваквиот дведецениски зимски сон. Се будиме и разграничуваме дека вака веќе не може, не оди. Доколку веќе критикуваме некого, институција, партија, власт или опозиција, тогаш време е истото да го сториме и ние кон самите себе си. Најдобар пример за демократија и Европа сме ние, бидејќи нема демократија во една земја доколку нема објективни и непристрасни медиуми. Ке нема, се додека одредени структури дозволуваат да се пазарат со нас. Пример за сето ова сме ние медиумите, бидејќи нема демократија во една земја, се додека се игра со информираноста на граѓаните, се додека пристрасноста и необјективните информации се уште се пумпаат на големо во етер.